أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Благодарноста му припажа на Аллах субханаху ва таала, нашиот Господар, нашиот Создател, оној кој е опишан со највозвишени својства, Ел-Алим, оној кој е сезнаен, Ел-Хаким, оној кој е семудар, Ар-Рахим, оној кој е семилостив. Салават селам му испрашаме на последниот пегамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на негова честна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа Аллахумме амин. Драги браќа, кога Аллах аззе ва джелле го создаде на Адем алейхи салату ва салам, Аллах аззе ва джелле го одликува со знаење. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الله عز وجل го поучи на Адем алейхи салам со називите на сите предмети. Потоа Allah عز وجل ги запраша мелеките за називите и имињата на тие предмети. Мелеките одговорија: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Славен да си Господару и чист. Ние не знаеме освен она со што ти ни си научил. Ние имаме знаење само онолку колку ти што ни си дал. Иннека ентел алимул хаким. Навистина ти си сезнајниот и семудриот. Па потоа Аллах аззе ва джелле ке им нареди на мелеците да му направат сежда на Адем алейхи салам. Поради таа предност која имаше Адем алейхи салам над мелеците, а тоа е знаењето. Кале инни алему ма ла та'ламун. Аллах аззе ва джелле им рече на мелеците: јас знам што вие не знаете. Затоа, драги браќа, уште од почетокот на човештвото, Адем алейхи салам се одликува со знаење. Знаењето е она што е најголема вредност на човекот. И нашата вера е вера на знаење. И секој верски принцип, секој верски обред не можеме да го извршиме без поседување на знаење. И затоа постои во шеријатот правило кое гласи: ма ла јутиммул ваџибу бихи фахуа ваџиб. Нешто што не може да се изврши без тоа станува задолжително. Поедноставно кажано, драги браќа, клањање на намаз е фарз, е обврска. Меѓутоа, познавањето на прописите на намазот станува обврска, бидејќи обврската со клањање на намаз не може да се изврши без познавање на тие прописи. Бидејќи во намазот ние имаме кираат, имаме читање, имаме учење. А човек треба да знае Фатиха, човек треба да знае Техијату, човек треба да знае суриња курански. Значи, намазот е фарз, меѓутоа и науката за намазот, за познавање на прописите автоматски, станува задолжителност, бидејќи не може да се изврши намазот без знаење. И затоа, драги браќа,
ние сакаме да зборуваме за наука во ислам, која е толку спомената во Куранот, дури кога ќе го пролистаме Куранот, ќе видиме дека во Куранот во над 770 места, 770 места, Аллах зборува за науката, за знаењето. Дури Господарот Аллах субханаху ва таала поседува име, кое име се нарекува Ел-Алим, оној кој се знае. Ова име Ел-Алим во Куран е спомнато во 157 места. Замислете, драги браќа, сега. Ел-Алим, Аллахово име, во Куран се спомнува во 157 места. Наука се спомнува, истражување, учење во 770 места. Прв Божи курански императив икре, учи. Аллах за ваджалне се колне во перото, нун вал калеми ва ма јастурун. Нун и жими перото и тоа што го пишуваат. Зарем сето ова не упатува нас, верниците, муслиманите, во истражување, во барање на наука. Бидејќи науката е наследство на Божите пратеници. Додека богатството е наследство на кралевите. Затоа во една прилика Ебу Хурейра радијаллаху анху поминувал во пазар и ги видел луѓето како се зафатени со купопродажба. И тој да ги потикне на наука, знаење и наследство, повика гласно и рече: "О луѓе, зарем овдека сте зафатени со купопродажба, а таму во џамијата на Расулуллах се дели наследството на пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. О луѓе, што чекате, побрзајте да земате од наследството на пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем." И луѓето ги оставија нивните работни места, поитаа и се упатија кон џамијата на Расулуллах. И кога влегува внатре во џамија, загледа, забележа дека во џамија имаше кружоци. Луѓе кои се седнати во круг, кои читаат Куран, друга група која повторува хадиси, трета група која истражува наука. Тие се пулат, гледаат лево, десно, не гледаат никакви пари, не гледаат никакво наследство. Па се враќаат назад кај Ебу Хурейре, асхаб на пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем, кај ја Ебу Хурейре, ти ни рече дека се дели наследство на пејгамбер во џамија, ние бевме во џамија, не видовме пари, не видовме наследство. Рече: тешко вам. Тешко вам. Зарем не сте свесни дека наследство на пејгамбер е науката? Мираз на пејгамбер е Куранот, е знаењето. Бидејќи Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Ел-улемау варататул анбија." Учените луѓе се наследници на пејгамберите. "Ва иннал улема лем юваррису динаран ва дирхаман, иннама варрасу л-илм." Учените луѓе се наследници на пејгамберите. А пејгамберите не оставија во наследство динари и дирхеми, златници и сребреници. Пејгамберите оставија во наследство наука, знаење. Па кој ќе зема знаење, земал голем дел од вистинско богатство. Затоа, драги браќа, ние како муслимани мораме да го испочитуваме овој курански императив, за да ја вратиме славата, угледот, достоинството
кое му припаѓа на исламот. Бидејќи само учените луѓе знаат вистински да се плашат од Господарот Аллах субханаху ва таала. Иннама јахша Аллаха мин ибадихи л-улемау. Навистина од Аллах имаат страво почит само учените луѓе. Јерфејиллаху аллазина амену минкум валлазина утул илме дереджат. Аллах азза ва џелле, оние кои веруваат од вас и на кои им е дадено знаење, ќе ги подигне на степени. Ови се курански искази. Кул хел јестеви аллазина ја'ламуна валлазина ла ја'ламун. Кажи, дали се исти оние кои знаат и оние кои не знаат? Дали се исти учените и неучените? Вели пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам: Фадлу л-алими ала л-абиди ка фадли ала еднакум. Вредноста на учениот човек над обичниот човек е како мојата вредност над вашиот најобичен човек. Вредноста на учениот над обичниот човек е како вредноста на Расулулlah на најобичниот муслиман. Како вредноста на месечината над останатите помали звезди. И затоа, драги брача, Господарот Аллах субханаху ва таала во Куранот посебно бара од Расулулlah: "Ва кул рабби зидни илма." И речи: Господару мој, зголеми го моето знаење. Бидејќи со знаење, со наука, ние можеме да го обожаваме Аллах на правилен начин. Без знаење, како можеме да му робуваме на Аллах азза ва џелле? И нашата потреба за знаење не е помала колку што имаме потреба за јадење, пиење, спиење и храна. И затоа Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам рекол: Инна Аллаха ва малаикатаху. Навистина Аллах и мелесите, ва ахла самавати вал ард, и жителите на небесата и жителите на земјата. Хатта немлето фи џухриха, дури мравката во дупка. Ва хатта лхуте фи умук албахр, па дури и рибата во длабочината на морето. Ла юсаллуна ала муаллими насе ал-хајре. Го благословуваат, се молат за оној човек кој ги поучува луѓето во добро. Замислете, Аллах мелеки, сите жители на небеси и на земја, па дури и рибите во море, па дури мравките по земја, прават дова за учениот човек. Затоа мораме да ги почитуваме учените луѓе, мораме да ги сакаме учените луѓе, да ги финансираме, да ги вреднуваме. Тука лежи нашиот напредок, додека незнаењето, тоа е наш најголем непријател. Во хадис кој го бележи имам Ебу Давуд, а хадис е веродостоен, хадис е сахих, излезе една делегација на асхаби во пустина, во време на Расулулlah саллаллаху алейхи ва саллам. Еден од таа делегација го удри камен по глава и стана џунуб. Ихтелеме, на арапски значи имаше потреба за голема чистота. А тоа е капење, бањање, туширање. Се ближеше време на сабах. Па тој се консултира и ги праша асхабите: дали ми е доволно само да земам темум па да клањам? Тие му одговорија: не. Ти си џунуб, голема нечистотија и мора да се тушираш, мора да се бањаш. Тој така постапи.
се избања, се истушира, беше студена ноќ и човекот пресели на ахирет. Човекот умре. Па кога делегацијата се врати во Медина и пратеникот салалаху алейхи ва селем ги праша на асхабите како помина, тие му раскажа за овој случај дека еден нивен придружник, нивен другар постанал џунуб и дека тие му рекле дека мора да се тушира и откако се истуширал, избањал, преселил на ахирет, замрзнал, умрал. Пејгамбер саллалаху алейхи ва селем толку се налутил и рече: "Кателуху кателахумуллах." Тие го убија, Аллах нив да ги убие. Ела саелу иза лем јалему. Како не прашаат кога не знаат? И потоа рече: "Инне шифа'ал айи ас-суал." Лек за незнаењето е прашувањето. Погледнете, драги браќа. Лек за незнаењето е прашање. Да човек праша, да човек не лута. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Прашајте ги учените луѓе ако не знаете. Ова е вера, драги браќа. Мораме да ги запрегнеме нашите раце и рукави и да почнеме да студираме, да ја учиме Аллаховата вера, да ја читаме Аллаховата книга, бидејќи без наука нема напредок. Вели еден исламски научник Шекиб Арслан дека главна причина зашто умметот стагнира е токму незнаењето. Па затоа, рекол Ебу Дарда, еден асхаб на пејгамбер саллалаху алейхи ва саллем: "Кун алимен еу мутааллимен еу мустамијан еу мухиббен фала текун хамис фетухлак." Биди учен, или оној кој учи, или оној кој слуша, или оној кој ги сака учените, немој да бидеш пето, ќе пропаднеш. Затоа, драги браќа, Аллах азза ва џелле ги одликувал учените. Шахид Аллаху аннаху ла илаха илла хуа ал-малаикату ва улул илми qaимен бил қист. Аллах сведочи дека тој е еден единствен господар кој заслужува да се обожува. И мелеците и учените луѓе. Значи, само учените луѓе знаат да му робуваат вистински на Господарот Аллах субханаху ва та'ала. Ние се наоѓаме во месец Рамазан и Шериф, па дајте да ги проучиме прописите на постот, да клањаме, да постиме со знаење. Дури во ајетот кој зборува токму за постот, вели Аллах азза ва џелле: "Ва ан тасуму хајрун лакум ин кунтум та'ламун." А да постите, тоа е подобро за вас, кога само бисте знаеле. Само кога бисме знаеле. Затоа, драги браќа, да го молиме Аллах азза ва џелле да ни подари корисно знаење. Да ни подари дови кои ќе бидат примани, да ни подари души кои ќе бидат заситени, да ни подари срца кои ќе бидат меки, да ни ги прими нашите ибадети и да ни подари Раббана атина фид дуња хасане. Господар наш, дај ни добро на овој свет и дај ни добро на оној свет, идниот свет, и чувај ни од казната во пеколот. И наша последна дова е: "Елхамдулилахи раббил аламин. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh."